Мирослав Масин, сликар и скопска урбана легенда. На 15 мај, тука во Давот Пашиниот Амам, ги собра своите проследувачи, љубители, посетители на убавата уметност. Изложени се 150 слики од неговото 40 годишно творештво и талкање низ животот. Од неговите актуелни изјави, една ми остави особено впечаток. Јас суште не се нарекувам уметник. Треба да помине барем век, два, за историјата да проџвака, да се види дали сум уметник. Токму тука во галеријата Давот Пашин Амам. Во наредните 15 минути ќе разговарам со Мирослав Масин. Господин Масин, и по 4 децении творештво велите дека не се чувствувате уметник. Дали тоа е своевидна ваша скромност? Да. Скромност. Уметник, сум го кажал и порано, и сега, и пак ќе го кажам. Значи, треба да прожвака историјата. Значи, ова денеска кој е поубав, ја или Сашо или Сергеј, кој поише продава, тоа е ирелевантно. Ирелевантно. Мислам дека треба да помине бар еден век. Кога велите треба векови за сликарот, кога велиш дека треба векови за сликарот, дали тоа произлегува од судбината на Мартиновски, Протугер, Пандиловски, Личеновски, Белогаски и да не ги редам понатаму? Добро, ретки се тие за живот. Пикасо бил еден од ретките кои за живота е признаен и сега, после еден век, не па признаен. Рембрандт исто бил за живота, па после малце паднал. Треба да прожвака тоа историјата. Ние прекрасно е ова што се дешава. И јас сум нели сега познат и така. Само навидум е минорна и непотребна, но дали кадарност и креативност кај нас е на маргините? Мислам дека има публика создадена, значи од она после и пред тоа имаше и бивше, она во Југославија и после, меѓутоа публиката се едуцираше малце по малце. Прво купува од пазар, па земаа Мартиновски, Личеновски, па Кондовски, дојдовме и ние. Значи тоа е процес кој трае и се и едукација е малце и шминка е малце. Директорката на галеријата Дита Старова ќе напише: најновото представување на Миро Масин е почит кон креативноста и страста. Но зошто насловот на вашата изложба подобро награнка одошто заглавен во лифт? Прво сум почнал со птици, па после мајмуни, па риби портрети, и тоа е се измешано. Као што се гледа овдека, фала Богу и за мене оваа убава изложба, да видам што сум правил ја кога сум бил старшен, мал, неедуциран доволно ликовно, и сега. Дел од насловот на вашата изложба заглавени во лифт. Дали сме заглавени во минатото? Дали испуштаме шанси да гледаме повеќе кон нината, кон перспективата? Добар дел се и сме заглавени. Меѓутоа, ако се вика тоа историја, онда не. Значи, треба да знаеме што било, што се корените. Ја да речеме, никад не сум бил заглавен во лифт. Цел живот. Не знам како ми текнало. Влечем одам, после академија таа сентенца како да ја крстиме. Сегам да е поопуштена. Не се оптеретуем со национализам, македонец, србин, американец. Сегам да е што поопуштена и што поубаво, пошто нели краток е веков. Создававте и кога бевте нападнат од тешка болест. Велите, докторите ме караат, ама гледам да ми е убаво на душата. Вашиот татко, познат уролог, што би ви рекло? Би ви рекол, доста со хедонизам? Би кажал разни работи,
Ali еве докторе со таа тешка болест канцер. Ја втор ден запалив, значи кога бев со тие сламки мамки, ја запалив у соба, знаејќи дека е забрането и сестра вика нема и доаѓа Рошанец вика, масим па нема. Значи тоа би беше хоби. Еве и сега, ако не се пуши, ја не прифаќам интервју. Значи да речеме да ме викневте вие у студио да ме викневте, ако не се пуши, не идам. Сум видел порано. Сега ја можам да не пушам 1 саат, 40 минути, ама не ќам. Затоа што ете и хедонистички, цигарата е најнормална работа. Тоа американци кои измислиле дека не се пуши. Без везе. Велите, немате еден ден работен стаж. Може ли да се живее од сликарство? Па ете, тоа у почеток е тешко, меѓутоа станува, ако се, да речем, ја се посвети, тоа нормално бара жртви, разноразни жртви, али јас сум рекол од порано, од 30 години, дека вака ќе живеам. Велите, во една прилика живеам и функционирам во тешкотиите. Не е точно, ја во лесноти. Значи, ова зборам е за работен стаж. Значи, у почеток, кога си млад сликар, никој не те знае, па се бори, па приватни галерии, па продал, па ти платил, па не ти платил. Сега е малце полесно, нели? Уште, али никогаш не ми било нешто тешко да сум се пател, нешто. Па не одговорив на прашањето. Масин, како ви почнува денот? Со цигара? Да, првата цигара е у кревет, петлите кога, тоест врапците, сега се резервува 5:15, и си отворам прозор, си палам цигара, онда идам, пуштам музика и давам интервју за Шумовски и која телевизија. Од каде ја црпите инспирацијата за... Од сегде секаде. Од разговорот со вас, од пилето што пее Сабајле. И Сабајле имаше една таква страчка, они не пеат, викам да пушти ги славе, иде да пеат. Меѓутоа и таа ќе влезе негде, ќе ти даде нешто, па ќе гракам или ќе сакам. Кога сликата влегува во домот, деловните простори, на јавните површини или во галериите, дали созреваме како консументи на уметноста? Сликата, сликарство, секоја уметност е малце повозвишнера, што не мора да се има, значи, никој не мора да има слика дома. Не мора ни графика да има. Има се уште, ја порано у Карпуш која живее, баш идев, шетам куќето и гледам по призеиме кај што е осветлено, кои, значи тогаш сум имал 30 до 32 години. И оно на призеиме кај што може да дзирнеш, кој има слики. Ретко кој има слики. Значи, од увек тоа било малце ексклузивна работа. И Алтамира, тие што сликале, не може ли сите у пештерата да влезат. Значи, само тие шамани, ова, она правеле тука джиджи-миджи. Така да и сега, не мораш да имаш уметност, меѓутоа е многу прекрасна работа. Дај му слика на некој, па да размисли, ево да решиме, па не знам со супругата ова. Викам, ставите ја дома, и ја вратите после 15 дена. Кој ја стави он сликата, кој ќе ја извади после, дали му се гледа скапа или не убава, сепак ќе ја задржиме. Никогаш не постоеше кај вас трка, говорам, меѓу домашните сликари. Споменавте Сергеј Андреевски, Чемерски, кој колку
изложби направил, кој колку цртежи нацртал, кој колку слики има. Мислам дека еве и што ги спомнавте, и јас и со многу други колеги не сме се тркале никад. А тие што сакаат да се тркаат, они не ќе на трки. Во најавата спомнав Мирослав Масин, скопска урбана легенда. Дали Скопје ни се испровинционализира? Скопје, највеќе селјачини. И преска на некое друго прашање го кажав, тоа дека не искачам нешто многу. Значи, у ресторан не сум бил, али за тоа своевремено. Исто легенда е боеме или уметник. Исто треба да се проживака малце. Сум бил многу присутен и може да ќе дое пак повторно период, кај што пак ќе бидам присутен. Масин, во текот на разговорот, Молам Чомовски. откако побар од мене да не ти персирам со вие, може би забележуваш дека мешам. Те на вие, те на Па ти. добре, ја малце изгледа чад. После оваа изложба, која беше на 15 мај тука, преполна беше галеријата Давот Пашин Амам. Дали всушност знаеме ние да ја цениме уметноста? Па еве на 15 мај видовме дека има доста почитувачи, на крај го погодив на крај. Дека има. Можда немало пред 20-25 години, меѓутоа мислам дека Скопје е стварно урбан град. Значи, она у моје време кога ја бев, како рековте, че не беше многу битно. Меѓутоа, и тоа е процес, како сите процеси, секоја држава, у секој, како се вика, не држава, него секој живот, секој општество. Дали кај нас се изместени вредностите на доброто, на убавото, на квалитетот? Не ли реков у почеток да нема тешки прашања, Чомовски? Ова ми е малце тешко. Ајде да видиме следно. Зашто би сакал ти да разговараме ако ова е тешко прашање? Еве си ческаме, си премем муавет. Ајде уште еднаш да го чујам. Ама некако тешко ми се виде. Изместени ли се вредностите кај нас? Што е нормално. Меѓу убавото и квалитетното. Меѓу Тоа е доброто и злото. Секаде е тоа изместено, не само кај нас, ако збориме за Македонија. Секаде се изместени. Значи, секаде има лево и десно. Може ли да зборуваме за перспектива? Во ситуација кога многу често кај дел од граѓаните завладува апатија. Ние сме у апатија од Југославија. Али сме научени. И ја мислам и ова што, значи, па политички, да бевме у ателје, немаше да одговарам. Не мислам дека Америка и Енглеска и овие што се водечки сили се нешто подобри или попаметни. Они си имаат систем, они го користат тој систем, имаат парички, али тоа е сепак политика. Али не да е перспектива. Ние сме перспектива. Али има прогрес, секако има прогрес. Масин, во една песна на Владо Јаневски има еден дел кај што вели секој е лошо за добро е. Прекрасно има Владо кажано. Секој е лошо за добро. Од све треба да извадиш позитивно. Али има прогрес, секако има прогрес. Масин, во една песна на Владо Јаневски има еден дел кај што вели секој е лошо за добро е. Прекрасно има Владо кажано. Секој е лошо за добро. Од све треба да извадиш позитивно. Од све треба да извадиш позитивно.
Бегаш од оние кои шират негативна енергија? Па не бегам, него не се дружам со нив едноставно. Не се дружам, немам потреба. Имам доста добри другари, другарки, особи кои сме си мислам доволни. Секогаш е добрата особа добродојдена, а тие што се, нека се дружат, они, тие недобрите, нека се дружат. Ја немам ништо против нив, само да не остават мене и тебе на мир. На мира. Да не се шири негативна енергија. Апсолутно да. Масин, сигурно разговараме 20 на минути, 24. а веќе трета цигара. Четврта е ова? Четврта. О, мама, ми броиш. Да, хроничен сум пушач. Може тука да го завршиме разговорот. Колку прекрасно. И да уживаш во твојот хедонизам, цигарата. Има и други работи, да ми беше задоволство што да врши. Што те исполнува, ако е, еве, покрај... Еве, баш сегашноста. Ти благодарам за издвоеното време и за разговорот во Давот Пашинал. Задоволство ми беше.